Почитувана амбасадорка на Соединените Американски држави во нашата земја, мадам Кейт Мари Бернс, почитуван директор на компанијата Дура Automotive Мајк Бекет, почитуван министер за економија господин Крешник Бектеши, почитуван директор на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Александар Младеновски, почитувани граѓани на Северна Македонија, почитувани представници на медиумите. Ми представува посебно задоволство што денеска сме дел од овој настан кој представува круна на нашите успешни економски политики. Стартуваат работите на изградбата на две нови фабрики како инвестиции на една од најмоќните компании во автомобилската индустрија, компанијата Dura Automotive Systems. Оваа компанија, која што веќе го започна производството во својата прва фабрика, ќе има вкупно 3 модерни капацитети во кои со најнова технологија ќе се произведуваат компоненти за најголемите светски автомобилски компании. Јас сакам посебно да искажам мојата и благодарноста на владата затоа што оваа одлука на Dura Automotive Systems, освен што е храбра одлука, зборува и за привлечноста на економската политика на владата во делот на поддршката на странските инвестиции. И ние сме горди на овие инвестиции затоа што станува збор за водечка светска компанија од автомобилскиот сектор со искуство од преку 100 години. Уште поважно и позначено е што компанијата ги обслужува најголемите производители на автомобили на северноамериканскиот, на азискиот и на европскиот пазар. За големината на Dura Automotive Systems говорат и фактите. Станува збор за компанија со седиште во Соединетите Американски држави, со 9400 вработени, со 33 фабрики и 12 инженерски центри во 12 земји во светот. Северна Македонија е 13-та земја во која компанијата гради дури 3 фабрики. Во втората фабрика, Dura Automotive Systems ќе произведува алуминиумски рамки за литиумски батерии со голем капацитет за електрични возила. Ова рамка ќе биде дел од шасијата на идните автомобили со електричен погон. Тоа се компоненти за премиум класа на производители на автомобили. Фабриката ќе биде со големина од приближно 25.000 метри квадратни, а почетокот на производство се планира за првиот квартал на 2021 година. 5-годишниот инвестициски циклус од 2019 до 2023 година е проценет на повеќе од 48 милиони евра и ќе отвори 780 работни места. Третиот инвестициски проект го носи компанијата Dura Automotive Extrusions и ќе произведува алуминиумски ултралесни профили за електрични возила. Фабриката ќе биде со големина од приближно 10.000 метри квадратни, а почетокот на производство се планира исто така во првиот квартал од 2021 година. 5-годишниот инвестициски циклус на третата фабрика е проценат на повеќе од 20 милиони евра и ќе отвори 200 нови работни места. Трите фабрики на Dura Automotive System ќе вработуваат околу 1000 наши сограѓани. Сите тие ќе работат во најсовремени фабрички системи, ќе се стекнат со обуки и вештини да учествуваат во високотехнолошки процеси. Едноставно ќе станат дел од глобалниот свет на Dura Automotive Systems. За истакнување и намерата на компанијата за поддршка на незините фабрики да изгради и Центар за истражување и развој, кој ќе вработи високо квалификувани и искусни инженери, вклучувајќи инженери за компјутерски дизајн, експерти за машини, механички и електроинженери во кои ќе се врши обуката на вработените. Почитувани присутни, за 2,5 години ова влада договори 24 нови странски инвестиции во нашата земја. Тоа е речиси двојно повеќе во споредба со истите периоди од 2013 до 2015 или од 2015 до 2017 година. И тоа е сериозна пресвртница. Овие резултати се само дел од големата успешна приказна во која за само 2,5 години граѓаните почнаа да ги чувствуваат придобивките заради добрите, но и заради одговорните политики на оваа влада. Со поддршка на инвестиции и иновации, со зголемени плати, преку намалени трошоци и преку мерките за поврат на средства. Со овие фокусирани и храбри економски политики,
успеавме да отвориме близу 60.000 нови работни места за само 9 квартали во изминатите 2,5 години. Невработеноста во третиот квартал на 2019 година е намалена на рекордни 17,1%. Фокусот на економијата, заедно со членството во НАТО, ќе донесе уште повеќе странски инвестиции. Денес на Северна Македонија се гледа како на безбедна и заштитена земја, мозаик од можности со владини политики кои го помагаат бизнисот и граѓаните. Тоа е линија на успех по која што ќе продолжиме да чекориме во оваа и во сите наредни години. Уште еднаш, нека е со среќа, посакувам многу успеси и секако уште повеќе нови странски инвестиции во Северна Македонија. Благодарам.